Готова е нацрт верзијата на новиот закон за организација и работа на органите на државната управа, со кој е предвидено намалување на 40% на буџетските корисници. Министерот за јавна администрација Горан Минчев во синокешното само интервју најави дека предлог решението првично ќе биде доставено до сите министерства како најзасегнати да се изјаснат по што ќе следи јавна расправа. Практично тоа би значило од околу 1400 институции во јавниот сектор во Македонија, во кои се и министерства, агенции, фондации и јавни предпријатија, нивниот број да се намали под 1000, со што би се намалил и бројот на директори и раководители. Вакви кои што имаат по еден директор, двајца вработени, или пак и со повеќе вработени, но се слични, или пак кореспондираат во исти области, се поклопуваат и со исти надлежности, ние треба да ги споиме. Што значи да ги намалиме буџетските корисници. Тоа значи правно да ги нема, значи да паднат под 1000. Да паднат под 1000. Тоа Тоа е предмет 500 помалку директори, 500 помалку управни одбори. Апсолутно, тоа се огромни заштеди во буџет. Бројката од околу 130.000 вработени во државната администрација и јавниот сектор во земјава не е спорна, вели Минчев. Туку проблем е што вработените не се соодветно распоредени. Има одредени сектори со превработеност, додека во други не достигаат луѓе. Сепак околу перцепциите во јавност дека партиската книшка е главен услов за вработување во државната администрација. Минчев уверува во овие 2 години откако е на челната позиција во ресорното министерство. Има подобрувања. Немаме веќе по партиски клjuč вработување, туку по основно знаење. Процесот за пријавување на во јавните конкурси или на јавните огласи, кои што се од одредени институции, и нивното тестирање во моментов е во Агенцијата за администрација. Сега, процесот оди во живо, се снима аудио и видео и се следи со 7 камери. Што значи е прилично намалена можноста за било каков партиска ургенција. Прецизирани и заострени се и критериумите за именување на високите раководни позиции во законот кој е во собраниска процедура. Освен директорските места, со законот се опфатени за прв пат и државните секретари, кои ќе се избираат преку јавен конкурс или оглас, како и членовите на управните одбори.